Поразителен е фактот дека дури 80% од жртвите на семејно и родово базирано насилство не го пријавуваат насилството до надлежните институции, бидејќи не добиваат соодветна помош или заштита. Власта и институциите ги затвараат очите пред жртвите. Убиството на двете жени, мајка и ќерка од Куманово, институциите немале капацитет да го препознаат и да изречат соодветна мерка заштита. Со вакво непостапување или пак несоодветно постапување, институциите праќаат порака дека сме неважни, непостоечки и невидливи. Како вработена во затворскиот систем, можам да кажам дека осудените лица жени кои одговараат за убиство на своите партнери се токму лица кои што со години пријавувале насилство, но институциите не им излегле во пресред. Ова треба да биде сериозен аларм за институциите и да се направат корените промени во системот во врска со семејното насилство. За да му ставиме крај на семејното насилство, потребни се долгорочни системски решенија. Потребно е државата да овозможи згрижувачки капацитети за жените жртви на семејно насилство, да овозможи финансиска поддршка за нив и исто така да ги заштити и децата кои што се жртви на домашно семејно насилство. Во систем кој секојдневно ја покажува својата трулост, несоодветна реакција на институциите е повеќе од алармантна. Вчера тоа беше твојата соседка, денеска твојата пријателка, утре може да бидеш ти, јас и секоја од нас. Додека системот потврла, ние живееме во страв. Семејното насилство е најмизерен израз на сила. Таа сила го уништува, го разорува семејството. Да не дозволиме да бидеме дел од корумпираниот систем, неопходно е да ја подигнеме колективната свест. Јас сум против насилство, а вие? Жените жртви на семејно насилство треба да се запознаени дека Република Македонија е потписник на Истанбулската конвенција за борба против насилство за жените и домашно насилство. Исто така државата треба да ги поттикнува лицата кои што се светоци на насилен акт да пријавуваат за жртвите да го добијат своето право. Поентата жените имаат избор да го напуштат својот партнер доколку се соочуваат со семејно насилство е нецелосна. Правото на пристојни услови за живот се коси со висината на социјалната помош, онолку колку што институциите ги процениле потребите на самохраните мајки. Правата на жените не се посебни, тие се човекови права. Според Истанбулската конвенција, државата е должна да обезбеди безбедно и соодветно сместување, како и проактивна помош на жртвите, особено на жените и нивните деца. Системот мора да биде подготвен да ги заштити жените од секаков вид насилство, да им даде сигурност, психолошка поддршка и можност за ресоциализација. Наместо тоа, имаме систем кој ги охрабрува жените да го премолчат насилството. Од работното искуство со жртвите на семејно насилство можам да потврдам дека не постои доволен капацитет на институциите кои што треба да дадат поддршка. За таа цел е потребно да се ангажираат поголем број и попрофесионалци во центрите за социјална работа, полицијата, судството и останатите институции кои треба да ја дадат поддршката на овие жртви. Секундарната виктимизација е соучеството на власта преку институциите во насилството врз жените. Молкот на одговорните институции е соучество во насилство врз жените.